Во врска со, јас ги нареков лажни вести овие дена, голем број на судии и председатели на судови се јавуваат во судскиот совет, дали на вистина нешто од претходно од некој најавено, над 100 судии ќе разрешуваме. Значи тоа воопшто не е точно. На некои медиуми тоа го демантирав. Меѓутоа, еве сега ќе има можност сите медиуми да објавите. Значи едно е представка, друго е барање за разрешување. Во овој момент, до овој момент, во Судскиот совет на Република Македонија вкупно има 219 представки и поплаки доставени од граѓаните и правни лица за работа на судиите или председатели на судови. Во оваа бројка е и бројот на представки и поплаки кои што ги добивме, односно се вратени во работа кај нас, а не завршени или не започнати од веќе укинатиот Совет за утврдување на факти за одговорност за судија. Вкупната бројка на барања за одговорност за судија, доставени во форма согласно Законот за судски совет, која е строго формална, се 5. Без разлика дали се поднесени во периодот додека постоеше Советот за утврдување на факти или во периодот после измената и дополнувањето на Законот за судски совет. Повторувам, 5 барања за утврдување одговорност на судија имаме во овој момент. 5 плюс 217. Значи тие 217 се, ве молам да не ме упаѓате, се представки и поплаки од граѓаните за кои согласно Законот за судски совет најмалку еднаш месечно треба судскиот совет да одржува седници, исто онака како што до пролета 2015 година, пред да биде укинат Советот, пред да биде формиран со закон Советот за утврдување на факти, па надлежноста за постапување по представки на судскиот совет беше делегирана кај тој совет. Веќе тој совет го нема, таа работа која што до 2015 година ја работеше судскиот совет, сега ќе продолжи да ја работи во форма и на начин сличен како и тогаш, имајќи ги предвид и последните измени на Законот за судски совет. Значи, голем дел од тие представки и поплаки, поголемиот процент се запира постапката, се отфрлаат, бидејќи, како пример и за јавноста да доловам, голем дел од тие представки и поплаки се поднесуваат во форма на жалба на одлука на некој суд, и покрај тоа што се доставува жалба до повисокиот суд на одлука на понискиот суд, истата таа жалба или во слична форма се доставува и до Судскиот совет на Република Македонија. Таквите представки и поплаки нормално е, како еден пример го давам, како форма на представка или поплака која што не може тука да се разгледува, туку за одлуките на пониските судови одлучуваат повисоките судови. Ќе ставите на дневен ред, кога ќе го ставите на дневен ред извештајот за АТМИСот, зашто досега не е ставени, зашто има големи разлики меѓу вашите наоди како судски совет во однос на забелешките кои што ги откри комисијата на Министерството за правда, односно зашто таму нашло толку многу забелешки има. Значи не знам од каде ви е информацијата дека нашле толку многу забелешки. Значи тоа е, ќе повторам по кој знае кој пат, дека е обележен како строго доверлив материјал. Значи во фаза на добивање на безбедносен сертификат се новите кои што го немаат. Во моментот таков безбедносен сертификат имаат 6 членови на Судскиот совет. Ќе повторам, мене не ми се јасни причините зошто е така класифициран тој материјал. Ништо помпезно, ништо страшно, да речам, како што е најавено, како што се јавува во медиумите, во тој извештај го нема. Јас имам безбедносен сертификат, го имам разгледано, така што не сум уведен дека има многу разлики во она што ние досега, кога сме работеле, сме го констатирале, има разлика во тоа што е утврдено во тој извештај. Значи нема, значи сега во моментот нема да навлегувам натаму, ќе дополнително ќе добиете информација за тие предмети за кои што се шпекулира дека се на некаков криминален начин заведени. Значи, ќе се обратите во јавното обвинителство, ќе ви информираат. Значи, БДИЛ, ако нема елементи за одговорност, БДИЛ е отворено. Значи, елементите за одговорност ги утврдува јавното обвинителство за кривична одговорност на Судскиот совет.